Почитувани гледачи, почитувани дами и господа, продолжуваме со серијалот Заеднички стопанската комора на Северна Македонија и Трето УВО, бизнис клуб, кој што во изминатиот период предизвика големо внимание. Денешен нас гостин е една исклучителна личност од асфалтот, едуцирана до максимум на висока и значајна раководна позиција, 100% коморски човек и фамилиарно и денеска, верувам и понатака, човек кој што си ја сака својата земја, работи за своите интереси, работи за нејзините интереси и ја представува на најдобар можен начин надвор од границите. Добар ден за Александар. Благодарам председателя на овоите зборови. Морам да се согласам со све што кажавте. Ја сакам оваа институција, лојален сум на Стопанската комора, нормално на вас и ја сакам оваа земја и решен сум и понатаму да отворам тука и заеднички да придонесеме оваа наша земја и оваа наша економија да биде подобра и поквалитетна. Ти си специфична фаца која што мислам дека ќе донесе во денешна емисија значително освежување, затоа што со тебе може да се зборува на сите теми. И сите може да очекуваат да зборуваме за бизнисот, ние ќе почнеме сосем обратно. Имаш ли притисоци како сопственик на медиум? Видете, 13 години сосем случајно влегав во една бранша која не можам да кажам дека ја познавав, меѓутоа можам да кажам дека уште исклучително како мало дете од 4 години научив да читам, ме интересира весниците, тоа на мојот покоен дедо му читав за пари. Значи јас уште како дете сакам да имам добро информирано, сето тоа или да го наплатам. Така да си доаѓа само по себе. Некако вестите, информациите ме интересираат, ме интересира и економијата и политиката, тоа е неизбежно или поврзано едно со друго. И едноставно кога се пружи шанса веќе далечната 2013 година, влегав во нешто што можеби во почетокот не ми беше јасно, меѓутоа денешен аспект воопшто не сакам и покрај тоа во правоста, секогаш имало притисоци, сепак ние нели за жал далеку сме од некое ниво на развиените светски економии каде што бизнис вестите ги восприема јавноста на еден различен начин. Тука за жал некако морам да кажам од денешен аспект, значи има доста голема промена. Ако допред неколку години, знаете, беше не знам како грев да се јавноста погрешно го преципираше ако некој успешен бизнисмен се објави дека прави толку и толку профит, нели, она што е клучно на секоја, нели, затоа и постои секој бизнис да прави профит. Денеска веќе околностите се менуваат, така да тој притисок се помалку и помалку опаѓа. Од друга страна, ако ме прашувате притисок од политиката, нели, секогаш ја кажувам дека највеќе генерално медиумите им се допаѓаат секогаш на политичарите кои се во опозиција, кога ќе дојдат нели на власт, малце по-сензитивни стануваат и А дали Александар Манев ја злоупотребува позицијата на собственик на медиум во интерес на бизнисот? Тоа од прв ден не, мислам дека никогаш не би го направил тоа и не го правам. Зошто не го правам тоа? Бидејќи прво ја не сум новинар, нели, и се трудам што помалку да се мешам, значи во уредувачката политика, како и во секојдневниот бизнис, така и во медиумите. Мислам дека е најдобро се вработат најдобрите луѓе и да се остаат самите на себе. Нормално дека генералната слика, генералниот правец секогаш сум за балансирано и одговорно уредништво, меѓутоа од друга страна знаете како работите се со седма сила, нели, медиумите, каде што малце луѓето кои што работат се на еден своевиден начин специфични сами за себе. Што сакам да кажам, вака неедноставно, не сакаат многу да им се даваат насоки, сакаат да бидат своеглави и самите она што мислат дека е точно, дека тоа треба да го представат на јавноста. Значи не? Не, дефинитивно. Добро. Кој е најкултно место во моментот во Скопје? Кај да одиме на? Најкултно место, па видете, има за жал се помалку е бројот на местата каде што нели може да се каже дека има квалитетен ноќен живот, меѓутоа еве лично јас можам да кажам Интермецо се уште онака доминира за навечер,
after work доста луѓе отидат во Beer Garden, така да тие се оние две места кои се профилираат и кај што да, во моментов кај што може да се видат и луѓе од бизнис светот и онака да се помине на вистина одлично. Која е најдобрата кафана? Сега зависи од кој аспект има. Ама сега, кажи сега. Можам да кажам лично често пати нели ми доаѓаат и гости во странство. Еве неприкосновено кај што навистина се воодушевуваат секогаш тоа Мулина. Мулина. Да, дефинитивно. Заради континуитетот. Континуитет, да, секогаш иста кујна, меѓутоа не можеме да ги заборавиме и доста други кафани. Која е најубава девојка во Македонија? Слободно. Слободно, мислам дека седи тука присутна. Точно ви ја погоди мислата. Да. Знаеш да се снајдеш. Да. Во секој случај, возиш сигурно добар автомобил. Да, приватно. Возам, имав поставено неколку таргети, нели кога бев помлад, ние некако кога бевме деца бевме индоктринирани, не знам, нели Германија тогаш беше најголема светска сила со германски автомобили. И сега е. Па сега да, се слагам, меѓутоа Не е јавно. да. И имав поставено 30 години ќе возам, не знам, BMW, тоа го остварив и понатаму како мислам дека голем дел од вака. И што возиш сега? Сега приватно возам Jaguar. Jaguar? Да, Добро. FPS, SUV. Приватно, службено? Корпоративно, имаме корпоративна политика Шкода Супер. Да. Шкода Супер. Да, тоа не е политика на компанијата, али Многу е присутна Шкодата во институциите во Хрватска. Нема институција каде што ќе нарачам кола да ме земе, ако одам таму, каде што не се вози Шкода. да, тоа е флотните менеджменти, тоа е во суштина најдобро нешто, најдобар автомобил за таа цена. Да. Не би сакал да направувам сега бекграундот во ова, затоа што сите го знаат бар во нашите кругови. Сакам да те прашам само една работа. Стопанската комора. Што е за тебе? Стопанската комора е институција која што пред се многу ми има помогнато во животот, бидејќи е место каде што е збир значи на луѓе индивидуални кои што се неуспешни во нашето општество, кој што има исклучителен председател кој што не сплотува, и кој што ни дава една визија како понатаму. Значи институција која што едноставно е тука кога ти треба, која што има визија за економија, која што креира политики и каде што возможува на луѓето да го направат кругот на успешни луѓе, на деловни луѓе кои што и те како помагаат во животот на сите полиња. За да успееш, значи тоа е на мое искуство кое што можам да го кажеме, најважно, дури многу поважно според мене од формалното образование е значи нетворкот. Мрежата, да. Мислам дека не постои институција, не само во економската сфера, значи во било која сфера во нашава држава, која што има поквалитетни и помокни луѓе кои што се лидери во својата област, кои што се креатори на мислење, кои што се успешни луѓе. Така. Огромен број од тие кадрови, јас кога ќе кажам без разлика како се нарекуваат и така натаму, работат на струката што ја имале во текот на школувањето, не се оддалечиле никаде, не направиле никаков експеримент, се посветени и тоа е, да речам, основата на успехот нивни. Така. Денеска имаме друга ситуација во која што секој сака што побрзо мисли дека сака и дека може да го надогради периодот кој што е 10 пати поголем за да станеш успешен човек. И мислам дека треба такви компаративни анализи кои што не со инат, него со докази ќе докажат дека тоа е подобрата варијанта, посигурната и така натаму. Croatia осигурање. Што значи Croatia осигурање во бизнисот во Македонија? Croatia осигурување, значи самата тежина која ќе се каже Croatia осигурување укажува на доверба. Ние се наметнавме низ години да бидеме фер осигурување. Никогаш не сакам да комуницирам дека сме ние, не знам, најдобри, ние сме фер осигурување.
самата тежина носи што Croatia осигурување матицата постои повеќе 140 години, значи 140 години. да, па прво има нели приказна каде што првата полиса за осигурување е направена во таа така наречена Дубравачка република, која што требала нели преку 400 години. Дури етимолошки, значи поттеклото на осигурувањето е Хрватска, нели сите ја знаеме на приказна првата полиса, нели Lloyd Лондон, меѓутоа се врзува и со Хрватска, така да што хрватите имаат огромно искуство, значи огромно знаење, тоа е и привилегија да се работи во Croatia осигурување како систем. А јас мислам дека изминативе 5 години, кога што сум јас генерален директор на Croatia осигурување, ги имплементиравме и тие ние најдобри пракси од матицата. Во Македонија научивме многу, станавме фер осигурување, ние сме веќе во неколку класи доминантен прв избор, значи на осигурениците лидер во приватно здравствено осигурување. Значи ја погодивме стратегијата 2020 година, значи се профилиравме како компанија која што ќе нуди најдобри услуги во областа на здравственото осигурање, не приватното здравствено осигурање, таму сме непрекосновен лидер и нормално и во останатите класи каде што имаме одлични резултати. Значи од една компанија која што беше 2020 година некаде околу 6 милиони евра, приход од премија оваа година веќе завршуваме со 25 милиони евра приходи. Значи секогаш ми се свиѓаше кога стапи на должност на таа функција која ќе те прашав што не трчаше по бројките, но трчаше по квалитетот. И мислам дека тоа ти беше исправна политика. Па да, видете, бројките се важни, апсолутно се слагам со тоа, меѓутоа јас верувам дека духот на една компанија го прават луѓето. Ако ви текнува председателя, првото интервју кое што го давав за некој медиум беше Капитал, кај Љупчо Зиков 2021 година и на насловната страна на Капитал бев јас и мојот тим и тоа верувајте ми, тоа е првата насловна страна каде што генерален директор со целиот свој тим, мислам дека 10 луѓе бевме на насловот. И тоа беше на што го викам. Да порака имаш што сакам цел, да да покажеш тим и да имаш пари. Да. И апсолутно. И ти го правиш тоа. Да, успешни сме, 4 години работиме веќе континуирано со профит, имаме супермаркет шер, имаме визија, знаеме каде ќе идеме и успеваме на еден начин не само нели нови технологии, дигитални решенија, него и го истакнуваме и оној човечкиот фактор, бидејќи во осигурањето емпатијата, верујете ми, е доста битно. Поготово кога се случуваат штети. Вие сте во рамките на една силна групација која што е голем регионален играч. Колку тие технологии кои што можат да се во светското тргување и така натаму и бизнис работење можат да се имплементираат од вас да ги примените и вие? Има еден интересен случај каде што ние пред 2 години, иако нели ние сме една од најголеми групи во Југоисточна Европа, направивме еден подбренд на Croatia осигурање кој се вика Лако, нели Лако на хрватски е лесно, каде што сме првото дигитално осигурување. Значи подбренд на Croatia и има огромен успех. За жал се уште го немаме имплементирано во нашава земја, меѓутоа голем дел од искуството, значи ние дигитални технологии и иновации полека, чекор по чекор ги имплементираме. Јас верувам веќе дека следната година, бидејќи технологијата доаѓа, нели, имплементиравме доста работи кои што нели ги користиме во нашето секојдневно работење, меѓутоа она поголемата приказка допрва доаѓа. И такако апсолутно да. И вие сте веројатно спремни. Апсолутно, да. И кадровски, да, тоа е најважното е кадровски. Ние сме кадровски спремни сме за оние нови предизвици што доаѓаат. Значи не осигурувањето, значи нема ризик само од нели некои природни непогоди, катастрофи и тоа нели и како не тангира се повеќе и повеќе, меѓутоа и од оние сайбер ризици, значи каде што не се имуни ни македонските компании, туку веќе станува тоа секојдневие. Има ли случаи кои што често ги слушавме во минатото, сега осигурањето која ќе влезе, па со години, па ова, она, па или технологијата на работа напредуваше и луѓето можат одма да се ги наплатат штети? Бројките зборуваат сами по себе. Значи, ова е нели строго регулирана индустрија. Не сме како банките, меѓутоа сме многу регулирана, имаме регулатор. Не е ние, сакам да кажам, не е регулатор Народна банка,
на Република Македонија, тука Агенција за супервизија на осигурање, која што и тек како прави дневен мониторинг на нашето работење. Бројките се јавни, сите осигурителни компании, само мојата се педантни, има и закон или за исплата на штети и едноставно некогаш можеби тоа е нешто останато од минатото, каде што луѓето можеби имале, не знам, и преголеми очекувања, меѓутоа верувајте ми дека оваа индустрија исплаќа штети. Само Кроација изминатата година има исплатено преку 9 милиони евра штети и најголемата до овој момент имотна штета во Република Македонија околу 4 милиони евра ние имаме исплатено на ние во рок, значи од помало од една година. И чисто ќе ви кажам, без нели етички именам компанија, летоа нели исто така во Скопје беше зафатено од големи пожари, изгори исто така една доста позната наш клиент фабрика, дистрибутивен систем, каде што голема милионска штета во евра, штетата ја исплативме во рок помало од 3 месеци. Апсолутно, да, тука значи има апсолутно фер и коректен однос према сите осигуреници. И тоа е она што го кажа на почетокот довербата. Довербата, да, И тука. тоа што. Апсолутно, да, тоа е битно и е многу значајно. Животно, неживотно осигурување. Јас секогаш сум поворник, нормално све си е поврзано и со стандардот, нели има некај секогаш нели од првиот ден кога сум во осигурање, ние имаме добра перспектива, тоа е така, меѓутоа врзано е со стандардот. Не можеме ние се споредуваме се на Словенија, каде што многукратно имаат повеќе вложување луѓето во животното осигурување, но меѓутоа значи бројките секоја година имаат позитивен правец, значи се зголемуваат, тоа е добро. Јас секогаш што ветувам нели дека е добро луѓето да имаат животно осигурување, значи се случуваат непредвидени настани. Добро е што изминатите години се повеќе банките, значи исто така помогна за животното осигурување да стане значи да стане продукт кој што е практично неизбежен, поготоа кога се има кредит, ризико осигурување мислам. А и за останатите класи на осигурување, јас мислам дека секој треба да има нели покрај она што е законски задолжително и другите класи. Пред се ќе кажам приватното здравствено осигурување. Во услови кога нели не знам, можеби јавното здравство не испорачува накви услуги како што сакаат осигурениците, тогаш тука е приватното здравствено осигурување. Како коректив. Апсолутно да. Инако во Хрватска ние веќе имаме преку 10 наши Кроација поликлиники и веќе следната година планот е уште поголем да се направи еден голем клинички Кој е лидер центар. во осигурувањето во Македонија? Кој има најголема? Во Македонија најголема премија има VIG групацијата Македонија осигурување. Минатата година нели се споја две компании. Ние имаме нека позиција по нето премија без реосигурање на трета позиција или по бруто полисирана премија некаде сме на петото место од 11 компании, да. Меѓутоа, ова сакам да ви кажам, во нашиот бизнис никогаш не е важно да се биде прв, туку важно да се биде профитабилен. Ова е исклучително интересен бизнис, каде што резултатот во осигурањето никогаш не се знае ни до на самиот последен нели ден календарски на 31.12, бидејќи штетите може да се случат во било кое време. Така да добро бирање на ризиците, тоа е клучно во овој бизнис. Добивам впечаток дека во последниве години осигурителниот бизнис делувате здружено, поорганизирано, со има ли причина за тоа? Така, како и секој, значи, како и сите деноси, сите ние имаме нели проблеми, нормално да се комуницира, да се разговара. Ние имаме нели асоциација во рамките на нашата институција Стопанска комора, кај што дискутираме нели за проблеми и предизвици, значи разменуваме мислења. Осигурањето, иако е нели индустрија која важи за доста конзервативно, пред се јавуваат нови видови ризици, нели имаме би рекол проблеми кои што се повеќе слојни, значи не е од аспект само на очекување на клиентите кои што сакаат нели побрзо, подинамично решавање на штети. Младите луѓе сакаат дигитални решенија, од друга страна имаме сочуваме со предизвици изминатите години доста порасно, значи инфлацијата и како го афектираше нашето работење, значи цената на автомобилите, погледнете ги пред 5 години денеска се е повеќе одвојна, резервните делови,
работната рака, значи цензурите, значи целиот бизнис значително поскапе, а од друга страна нашиот бизнис е некако е постојано настрани, нашите цени на она задолжително осигурување од автомобилска одговорност остана на ниво 2008 година. Така да, ако се сака нели квалитет во вршење на професијата, нормално дека и цените треба да го пратат, да ја пратат таа динамика. Александар Манев, генерален директор на Кроација осигурање, член на управниот одбор на Стопанската комора на Македонија, градска фаца, човек кој што има што да каже во животот понатака. Неколку прашања врзани за она што вие го знаете, тоа сум сигурен, до седниците на управен одбор. Како со една реченица ќе опишете економската ситуација во Македонија? Економската ситуација во Македонија со една реченица предизвикувачка, но со перспектива. Добро. Зошто? Тоа би било Верувам 1 на 2 со 5 плюса. 5 плюс, зошто? Јас секогаш викам кога нашиот најголем нели трговски партнер е во проблеми, тогаш може би треба и ние да размислуваме во еден правец, меѓутоа од друга страна, ако малце повеќе нели гледаат ние што правиме, што збориме, како размислуваме, тогаш апсолутно нема зашто да се грижиме. Значи перспективата ни е јасна. Верувам во македонскиот бизнис, верувам во оваа институција и мислам дека сепак сум оптимист дека за некој среден рок од 3 до 5 години ќе биде оваа здрава економија. Министерството за финансии и Народната банка се некако организации кои што припаѓаат на вашата бранша и јако имаат едното регулаторна функција, едното извршна функција во државата. Каква е нивната опременост? Народната банка секогаш важела за институција која што е на високо поставена ниво, значи и во делот на супервизија, значи и во делот нели на спроведување на нивните политики и одржување нели на фиксниот курс. Од друга страна, Министерството за финансии, значи, изминатите години значително напредно во смисло на што поголема транспарентност. Искрено не знам кадровски како внатре во Министерството се извршуваат функциите, меѓутоа, она што ми се допаѓа и што нели она се гледа дека апсолутно се поставуваат како равноправен партнер на бизнисот. Значи, тука се ја сослушуваат нели страната на бизнисот и креираат политики кои што нели имаат заедничка цел и функција, значи бизнисот да иде напред. 3 приоритети се во нашето работење утврдени после долги и тешки испитувања, разговори, анализи, правени така натаму. Изградба на образование за потребите на бизнисот, проширување на регионалната соработка и извозот. Мислам дека сме на чекор да дефинираме цели. Мислам дека имаме во овој момент комората има одличен кадровски потенцијал што може тоа да го истера и имаме средства да можеме тоа да го реализираме. Постои ли уште некој приоритет што треба во наредниот период, односно што се наметнува во наредниот период, да би ја подобрила бизнис климата во државата? Видете, од она што јас го имам како искуство, кој што нели сум го собрал во оваа институција и мислам дека апсолутно овие 3 приоритети кои што вие би кажал на дневна основа ги комуницирате, бидејќи нели образованието е столб на секоја земја, без
образован, добро едуциран кадар, едноставно ниедна земја нема иднина, од друга страна без здрави предпријатели, без здрави компании кои што ќе извезуваат, значи кои што ќе бидат извозно ориентирани, не би била економијата во квалитетна состојба. Од друга страна, нели, со таа регионална и меѓународна соработка, каде што институцијата, тоа благодарение на вас председател, одлично значи котиран, баш неодамна го гледав и дописот од грчкиот председател на комора, каде што лично, нели, ви се захвалува. Тоа е, значи, трите клучни фактори за да ние како држава успееме. Она што мислам дека можеби треба во периодот кој следи домашниот, значи, бизнисмен, домашниот собственик на компанија да стане, значи, гласен, ова го кажувам во наводници, него јасно да ги кажува преку нашата институција правецот во кој што треба да се движиме, зошто, бидејќи поста толку паметни и успешни луѓе кои што се членки, нели, на нашата институција, кои што и како можат да помогнат при спроведување на економските политики. Мислам дека некако ради многу други фактори, бизнисот све некако тука е на површината, или некако не го зимаат баш како совет или искуство. Све ние некако се бавиме со други работи, кои што можеби не се толку суштествени, со некои проблеми кои што не се толку големи. Не зборам, значи, од лице на институција, туку зборам генерално во нашето општество, генерално во државата, а не сваќа дека клучно е бизнисот. Бизнисот е таа основа која што треба да го подобрува. Бизнисот на бизнисмените, политиката на политичарите. Така. Она што сакам да го прокоментирам во овој дел на твоето излагање е фактот дека диалогот меѓу јавниот и приватниот сектор е основата на која што треба да се гради тоа. Таков печаток се добива дека ние сме понатака од крупните случувања само заради фактот што ние немаме 51% приврзеници на оваа теза за која што зборувам. Ние морам да работиме на тоа, а тука морам да кажам неколку работи. Ние сме сесарно поддржани од медиумите. Сесарно. Јас не знам која медиумите биле против комората. Никогаш. Секогаш с медиумите нашите идеи ги поддржавале и така натаму. Второ, нас ни треба поддршка и јавно ни ја бараме во овој момент од универзитетите, академијата, сите институции што можат да допринесат, синдикатот, што можат да допринесат за една нормална атмосфера создавање која што е неопходна пред овие крупни промени кои што се дешаваат во Европа. Но оно што посебно морам да го нагласам во овој момент е токму борбата за секој човек, за секоја компанија која што размислува на ваков начин. Ако ние не ја добиеме таа битка со 51 во систем во кој што работиме денеска, ќе изгубиме и ние и државата многу. Затоа мислам дека ова е од суштинско значење да обстоиме сега на имплементацијата на овие цели, а да доградуваме нови кои што се појавуваат со времето кое што постои. Составот на органите што ги избравме оваа година, тоа го потврдуваат дека ќе го направиме. Дали се согласуваш? Апсолутно. Оно што мислам дека зошто мислам дека ќе успееме, тоа што дека нашиот глас допира до институциите, можеби секогаш нели има простор за подобрување, меѓутоа јас секогаш, знаете, ние не сме многу голема земја. Напротив, ние сме на мала земја и по популација и по територија. Мислам дека оваа земја можеби доколку малце покорпоративно ако се однесуваат луѓето кои што ги креираат политиките, многу полесно би се спроведувале некои политики. Има многу работи кои што ние со години ги нотираме, ги укажуваме, а можеби нели од секој носител и креатор на политики се некако не ги стават како приоритети, меѓутоа веќе мислам дека се ставени на маса, свесни се, ние сме поврзани и како зависиме нели од светската економија, така да мислам дека правецот по кој што се движиме е добар, меѓутоа мислам дека она што не е лошо нели во иднина да се прави, не зборам од наш аспект, значи како комората, како институција, него како за оваа држава можеби
подобро би било малку по-корпоративно гледање на работите. Бидејќи државната администрација, за жал, овие години се покажи не баш како толку многу успешно во спроведување на некои политики, иако има значителен прогрес. Да. Се согласувам дека тоа е во моментот првиот голем проблем, државната администрација, меѓутоа мораме да нагласиме дека и во неј се постојат професионалци, луѓе кои што се честни, кои што честно се извршуваат својата работа. Така. Наша задача е да ги тие идентификуваме, да ги собериме, да бидат ослонец на нашето работење, затоа што мислам се објективни. Се слагам. Субвенциите. Многу голема цифра на субвенции се одлева од буџетот секоја година, што не носи резултат. Дали е можен преокрет на тој план? Можен е преокрет на секаков план. Јас секогаш, тоа е тема која како е битна за јавноста, која што долги години се субвенционира од страна на државата при определени сектори. Оно што мислам дека е клучно е тоа што не се прави некаков мерит систем. Даваме пари, тоа е во контекст на оно што го кажав, корпоративно или компанијско управување. Даваме пари, какви се резултатите? Што добиваме за парите, за субвенциите кои што ги даваме? Каде да тие пари? Дали е све мерливо? Јас тврдам дека овој систем може да се направи све да е мерливо. Апсолутно. Тоа е клучот на успехот, мерит систем, значи. Најдобрите, најквалитетните луѓе, значи и она што е во рамките на самиот мерит систем е и одговорноста. Има квалитетни луѓе во јавната администрација, во државната администрација, во нашава држава има квалитетни луѓе, меѓутоа она што фали е одговорност. Значи, доколку јас како приватен бизнисмен, собственик, рекирам на мала компанија, добивам субвенции, што сум направил со тие субвенции? Дали сум зголемил производство, не знам, на храна, на... Дали сум го намалил увозот? Апсолутно, да, бидејќи бројките некако го демантираат ефектот на тие субвенции. Значи е време за анализа. Апсолутно. Тоа е оно што фали, значи малце повеќе е некој кој што гледа, и тоа не само во делот на субвенции, него во многу аспекти, мислам дека оно што малце повеќе ни фали е тоа што освен ние како институција, како комора која што ги знаеме бројките во мал прст и ги комуницираме, малце повеќе треба, значи државата се фокусира на бројките. Каква е состојбата во Хрватска? Хрватска е, како да ви кажам, земја која што нели е членка на Европска унија, која што е доста зависна од туризмот, меѓутоа која што нели се знае, значи концептот на одговорност е на високо поставено место, на висок ранг, постои оптимизам, си имаат и они нели проблеми кои што ги има и секоја нели нормална земја, значи меѓутоа земја која што знае што прави, која што има визија, перспектива, која што има многу моќни компании кои што превземаат чекори, значи аквизираат регионални компании, значи имаат своји приоритети, работат по нели највисоките европски стандарди, меѓутоа и земја која што има веќе прилично висок стандард на живење. Да. Така да добро, самата позиционираност на Хрватска пред се, мислам, и нивната квалитетна стратегија, значи позиционирана, значи усвоена стратегија да се фокусира на луксузен туризам. Знаете, луксузниот туризам никогаш не е афектиран од кризата. Така да мислам дека тоа е земја која што има и така и квалитетни кадри и квалитетни компании кои што знаат што прават. Продолжуваме со разговорот со Александар Манев. На почетокот на својата кариера поминавте низ неколку институции финансиски кои што се представуваат алтернатива на постојниот начин на кредитирање што е основен продукт кај банките. Ние стално инсистираме како комора да се најдат алтернативни извори на финансирање, меѓутоа тој процес оди тешко. Зошто? Самата средина, значи пред се нели ние влечеме корен еден друг систем каде што нели на различен начин се размислувало и се некои различни начини на финансирање можеби не биле толку познати и има некоја, не знам, некој сомнеш или не знам, многу не ни сакаат нели да даат дел од собственоста, собственици на успешни компании, меѓутоа да сето тоа изминативе години се менува. Ако гледаме во регионот што се случува,
има доста IPO, значи иницијални initial public offering, значи каде што голем број од компании значи го менуваат начинот на финансирање наместо класични банкарски кредити, нели издаваат или корпоративни обврзници или трансферираат дел од сопственоста преку нова емисија на акции, каде што го заекнуваат својот капитал за нови проекти. Тоа е она што ни фали во Македонија, иако лето имаше еден обид нели за IPO, меѓутоа за жал таа приказка барем во овој момент не успеа. Мислам дека начинот на кој што се популаризираше не беше можеби толку ефикасен, бидејќи клучно е кога сакаш нели да ги привлечеш тие алтернативни облици на финансирање, треба да си добар во начинот да ја продаеш приказната. Да. Значи она што нас не фали, затоа е покрај нели можеби конзервативноста на самите нас ни фали успешно продавање на приказната. Јас често пати го кажам нели повторно нели ја работам за компанија која потекнува во Хрватска и каде што нели има еден специфичен случај каде што буквално нели Мате Римац има направено една таква успешна приказна која што сега е позната во целиот свет, нели. Збориме за богати. Тоа е она што мислам дека ни фали за да дојдат тие нели алтернативни извори на финансирање, бизнис ангели, VC funds или други нели инвестиции, private equity. Мислам дека ни фали значи продавање на убава приказна. Меѓутоа и тоа се учи, младиве генерации нели се поотворени, размислуваат надвор од out of the box, така да мислам дека и во тој правец ќе има раздвижување. Ако има раздвижување, ќе направиме чекор напред, затоа што тоа е суштина на напредокот кој што сите го очекуваме. Може ли Македонија да направи скок на GDP-то од 2%? Видете, сакале или не келе и со самото поскопување нели на цениве, нашиот GDP ќе расте, идејата е како да ја победиме и онаа инфлација која што нели за реалниот GDP да ни порасне, не само номинално. Меѓутоа мислам дека самата индустрија која што нели ако гледаме стратешки која што нели креира и твори во Македонија ќе донесе некој нели прогрес во бруто домашниот производ, меѓутоа за воиднина мислам дека можеби структурно, поготово кај оние македонски компании кои што излезуваат во странства и кај странските компании, поготово во зоните, мислам дека може и како доста да се направи за да расте бруто домашниот производ. Реално да порасне, значи. Не само Какви се инфлатор. твоите сваќања, вие сигурно работите со енергетските компании за она што се случува на пазарот, огромниот наплив на инвестиции во делот на обновливите извори на енергија? Видете, она што се случува, нели, фотоволтаиците станаа многу интересни, значи изминативе години, тоа е нели неминовно, тоа се случува секаде во светот, не само во нашата земја и како алтернативни нели извори на енергија и како се прифатени. Она што некако мислам дека кај нас бизнисот, освен оние нели компании кои што за сопствените потреби ги инвестираат, за сите оние други кои што нели има идејата да продаваат струја и некако можеби неспремно влегоа во подрече каде што не толку го познава тој бизнис. Читавме нели имаше преку 10.000 барања за нови фотоволтаици во услови нели на постојачка мрежа и некако не сум сигурен баш дали тоа е правилниот начин, меѓутоа она што е добро бидејќи сме ние земја која што нели има изобилство на сончеви денови, дека правецот за да станеме што помалку увозно зависни, значи од струи од надвор е добар. Меѓутоа тоа треба да се со подршка на државата се стави во рамки. Тоа е она што е клучно, бидејќи системот, нашиот енергетски систем мора сето тоа да го поддржи. Завршивте факултет на Скопскиот универзитет. Какво е вашето мисли за кадрскиот состав на економскиот факултет? Да, баш изминативе денови бев на еден голем и значаен јубилеј на економскиот факултет во Скопје, 75 години, навистина институција која што дала исклучително важни и квалитетни кадри нели за македонското општество, за македонскиот бизнис. Во моментов им значи самата структура на луѓето кои што нели ги образуваат ние млади кадри е исклучително добра и квалитетна. За разлика од нели некои времења каде што повеќе бевме фокусирани нели на читање, немаше интернет, читавме книги.
Сега, значи, оно што посебно ми се допаѓа е тоа што, нели, самите професори, значи, го имаат смената концептуално, значи, начинот на нивните предавања, значи, се апсолутно си имаат осовремено и каде што верувам дека младите луѓе имаат и доста, значи, добиваат и пракса. Значи, апсолутно можам да кажам дека економскиот факултет е спремен за оние времиња кои што доаѓаат. Универзитетот во Солун? Универзитетот во Солун, Шефилд, изминатите пред 3 или 4 години се ребрендираше, повторно е, значи една квалитетна институција од Велика Британија, значи сега University of York, меѓутоа ја одличен аспект можам да кажам дека секоја школа, обука во странство, значи не е тука само Универзитетот Шефилд, значи тука е, нели, Бледската школа за менеджмент, Норвестерн Келок, нели, каде што бев пред 3 години, значи долува е малце поинаков начин на размислување, значи конкретни примери, case study, значи конкретни практични примери, значи луѓе кои што дефинитивно се сојузник и главни советници на реалниот бизнис и каде што низ практични примери ти учиш, оно што е најважно, бидејќи самата теорија ако не дојде пракса само буквално. Има ли време да прочита некоја книга, Александар? Јас читам доста, поготово кога сум, нели, на одмор или кога се рекреирам, читам и ЮНЕСБИ, искрено ви кажам, најчесто, нели, скандинавски, заљубен сум у Скандинавија, читам тоа, читам и стручна литература, значи самото време не мислам дека сум, нели, најпаметен во свет, секогаш сакам добра мисла. Недавно читав, нели, за корпоративно управување од Исак Адижа, значи човек кој што има огромно искуство, кој што, нели, често и доаѓа во Скопје, значи така да верувајте, многу работи ние иако ги знаеме, секогаш, нели, повторувањето е мајка на знаењето. Секогаш е добро време да се прочита добра книга. А она што особено ми е интересно кога читам добра книга од некој што е докажан во бизнисот, така да ги прочитав баш година и овие 2 книги на Миодраг Мишковиќ. Да. Да. Интересно. Ја тајкон, да, и вештина заната, да. Произлегува од реалниот живот. Реалниот живот каде што ја кажува дека поентата е секогаш дека треба да се шириш, да го прифаќаш ризикот. Ризикот, тоа често вие го велите председателе, без ризик нема успех, нема профит. Тоа е клучното. Што е хоби на Александар? Хоби, изминативе години станав некако зависник, идам на водно, така некако дедо ми бил председател на Планинарски сојуз на Југославија и сега ја памтам како мал често идав по планини, ама некако не знам, не се осеќав само кога се пресеќам нешто комотно. Вајде да сум бил мал дете, нешто ми било мачно да станам рано, меѓутоа со години, особено после пандемијата, станав зависник и секоја сабота недела буквално одам на водно и тоа онака ме релаксира. Тешко наоѓам време за други активности. Од која страна, од куќата нагоре? Идам и од куќата и од стоње, меѓутоа секогаш се трудам да се чаленџирам, да се предизвикувам себе си. Сега ми стана лесно, сега правам круг околу водно, идам и или од доле или од средноводно, зависи колку имам време. Во секој случај исполнето ти е слободното време? Апсолутно, да, се трудам да бидам присутен секаде, тоа го имам научено од вас, значи кога те викаат идеш, кога не те викаат не одиш, се трудам да бидам меѓу луѓето се најважни, најважно за успехот е секогаш да бидеш меѓу правите луѓе, меѓу квалитетните луѓе, да имаш добра мрежа на луѓе. Александар Манев, генерален директор на Кроација осигурање, член на управниот одбор на Стопанска комора на Македонија, човек добро познат на јавноста во Скопје. Мислам дека имавме прекрасен разговор во кој што откривме детали кои што не беа познати, во кој што потврдивме некои тези кои што се заеднички за сите нас во комората и човек на кого му посакувам многу успех и здравје во животот, затоа што мислам дека она што го кажав на самиот почеток, во него лежи потенцијал кој што на оваа држава ќе му донесе и голем просперитет. Благодарам. Благодарам, председателя.